Едномесечно бебе е најмалиот пациент што заврши во инфективната клиника поради морбили, а 16-годишно дете е на апарати за дишење и се бори за живот. Во тешка состојба се уште 2 деца и 1 возрасен. Само во текот на вчерашниот ден има 13 прегледи на пациенти со морбили. Од нив 20 пациенти се примени на болничко лекување. Тоа се едногодишно дете од Куманово кое е невакцинирано и едномесечно од Сарај. Освен 16 годишен пациент на оделот за интензивно лекување, кој е на механичка вентилација во животно загрозувачка состојба, во потешка состојба на оделите има 2 деца и 1 возрасен со компликации. Борбата со епидемијата на морбили продолжува со нова тиранска вакцинација. Медицински тимови започнаа да боцкаат деца со МРП низ училиштата. Неделава и наредната. Само во Скопје треба да бидат вакцинирани околу 500 деца, а вкупно 3500 се невакцинирани. Неуспешноста на првата теранска вакцинација ги натера здравствените власти да се обидат повторно да вакцинираат 480 деца во 11 скопски училишта. Причините за неуспешноста на претходната теранска вакцинација се неорганизираноста помеѓу локалните и здравствените власти. Според нашите сознанија во првиот круг на теранска вакцинација беа негде околу 3800. Од нив вакцинирани беа само 300 деца, што не е задоволителен процент. И затоа во наредните 10 дена очекуваме да ја повториме оваа теранска вакцинација и да го зголемиме процентот на вакцинирани деца. Обично беше од организацијски аспект лошо спроведена вакцинацијата, затоа што и покрај тоа што имавме известување до школите, немаше соработка на локалната самоуправа со здравствените власти, за да може да имаме непречен пристап на нашите вакцинални тимови до училиштата. Невакцинираните деца нема да се примаат во училиште. Ова, според здравствените власти, е единствен начин за да се избориме со епидемијата на морбили. Но, за да се оствари, неопходни се и измени на закони, бидејќи образованието е задолжително.